Тоа што вчера се случи во Куманово е срамен и најдолен чин кој најдобро доловува во какво оче е криминалното раководство на СДС и аболицираниот криминалец Зоран Заев. Партиски функционер да нападне граѓани само заради тоа што излегуваат на улиците и се протеставуваат на тиранската платформа и пазарењето со највисоките национални и државни интереси е чин за осуда и чин кој покажува колку СДС е отуѓена од граѓаните и не ги застапува нивните интереси. Председател на општинска организација на СДС Куманово физички напад на граѓанин кој протестираше во Куманово на протестниот марш на иницијатива на Заедничка Македонија. Тој со погрдни зборови навредуваше човек кој сака да изрази револт, но истовремено го навреди и целиот македонски народ. Тоа што вчера функционер на СДС го направи е грозно. Очигледно расте нервозата на СДС од поголемиот револт на граѓаните од тиранската платформа. СДС, наместо да се откаже од тиранската платформа, грчевито ја брани како да е еден од подписниците на неа. СДС покажува дека е спремен да удри по сосвениот народ само за да формира влада врз темелите на тиранската платформа, чии елементи значат редефинирање на државата. Паднаа маските. Граѓаните видоа дека СДС не се бори за слобода и демократија, туку дека има тоталитарен карактер. СДС се обидува насилно да спречи граѓаните да изразат оправдан револт, да изразат поддршка за унитарна и мултиетничка Македонија и на крајот на краиштата да протестираат, што представува уставно, загарантирано и основно човечко право. Со ова СДС удрија по над 200.000 граѓани во Македонија, меѓу кои има и членови и симпатизери на нивната партија. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, граѓани кои се противат на наметнатата тиранска платформа, креирана по директива на странски премиер со намера да ја сруши Македонија онаква како што ја знаеме. ВМРО ДПМН го осудува овој чин на насилство и бара надлежните институции да реагираат и да го санкционираат насилникот. Очекуваме и СДС да се одважат и да го осудат својот функционер, со што ќе покажат дека неговите навреди и напади се изолиран чин на поединец, а не генерална политика на СДС и криминалното раководство предводено од криминалецот Зоран Заев. И за крај, бидејќи вчера беше упатена една порака до мајките македонки, да им порачам дека и мојата мајка е македонка, но за разлика од некои други, јас се гордеам со тоа. Ви благодарам.